Добро дојдовте на уште една епизода на серијалот Интервју со менеджмент консултант. Моето име е Данчо Димков и јас сум претседател на Асоцијацијата на менеджмент консултанти МК 2000. А за денес имаме посебен гостин, господин Игор Мишевски, кој е сертифициран менеджмент консултант, а член е на управниот одбор на МК, како и собственик на неколку компании, меѓу кои и менеджмент консалтинг компанија. Игор, добре дојде. Фала, Данчо. Ти благодарам многу на можноста за едно вакво интервју. Целиот серијал што го правиме во рамките на МК е одлична идеја за да им помогне на потенцијалните и нови идни менеджмент консултанти како да си го формираат, како да ја формираат својата кариера и на каде да се насочат. Така да ти благодарам уште еднаш за поканата. Баш. Игор, јас тебе те знам декада више, може и малце повише, уште од десен ви времето, али мислам, може би најдобро е првен да те замолам да се представи за тие што не те познаваат лично, кој е уствари Игор Мишевски. Да, па убаво кажа повеќе од декада, може би декада и пол. Да, тоа беа почетоците кога се сеќавам и ти почнуваше со својата прва компанија. Тогаш јас почнав со мојата прва компанија, која што во тој момент беше прва дигитална маркетинг агенција, Nova Solutions, на која што сум собственик. Во минативе периоди се работев на различни проекти, работев со различни компании и полека се формира, да речеме, мојата кариера се формира во делов на менеджмент консалтинг. А понатаму тој дел, значи освен раководење со проекти, раководење со работа на менеджмент консалтинг задачи, работам и директно со поддршка на компании во нивно основање, менторство, коучинг, инвестирање, значи најразлични модели од делот на предприемаштво. Можам да кажам дека значи, има отприлика 3 работи кои што ме опишуваат мене. Првото е оддржливоста, значи верувам дека секоја работа што треба да се направи да биде оддржлива. Втората е Market System Development, тоа е методологијата со која што работиме преку нашата организација. И третиот дел е се зависи од индивидуалец. Значи секоја компанија се развива врз основа на индивидуалците во таа компанија. Баш. Значи не е само консалтинг сесии или менторинг сесии, туку треба и луѓето што се во компанијата да се соправат мајндсет валја. Па да, може да се каже така, бидејќи кога работиш со некоја организација, работиш со луѓе. И за кога работиш со луѓе, значи треба да ги видиш сите аспекти на таа соработка. И затоа она што во последно време го работам е значи самиот консалтинг, со работата со самите компании, меѓутоа и ментор, што значи работа со луѓето во тие компании. Браво. Мислам, интересно ги спомна како башка термини и консултант, и ментор, дури и коуч и инвеститор, како спектрум на услуги кои што нема подобро или полошо, туку се различни ствари. Кажи ми како ги разграничуваш кое од кое и каде е сивата зона меѓу едно и друго? Па добро, ја би почнал со консултант и ментор, бидејќи менеджмент консултант е тоа зашто сме тука, да речеме. Консултант секогаш има некој скоп на работа. Значи определен број на денови, број на задача што треба да ја заврши, фокус, значи консултантот е поврзано со некакви граници, што треба да се постигне, како треба да се постигне, се промени некој систем, да се воведи нешто ново. Значи консултантот е тука за самата компанија или организација да помогне да некој дел да функционира подобро. Значи фокус, граници, скоп,
тоа е нешто што го офаќа број на денови некогаш. Тоа е она што го офаќа консултант. Од друга страна, бокс, значи ограничено дали со временска рамка, дали со број на денови, со број на ресурси. Да, додека ментор е повеќе фокусиран на пристап кон индивидуален. Тогаш се работи со дали е со основачот, дали е со правителот, значи со некој конкретно лице на кој што се помага пак да се постигне некоја цел. За разлика од консалтингов, значи во менторството немаш некоја дефиниција на рамка што треба да се заврши, за колку период, така да не секогаш си сигурен во која насока може да се одвива целата работа. И многу е битно дека за овој втор дел да се биде ментор е многу битно тие меѓучовечки врски. Значи, како консултант треба да поседуваш, не знам, универзитетска диплома, треба да знаењето определено. Додека да се биде ментор, освен сите овие работи, треба да имаш, да речеме, дел од социјални вештини или психолошки вештини на комуникација, за да може да видиш и ментор. Да, soft skills, мислам дека се на англиски, ама не знам како се сигурно. Да. Јасно, а ти всушност ги работиш и двете. Ем си консултант, ем си ментор. Дали е тешка транзицијата сега, значи си почнал како консултант, каде што кажи ми колку дена, колкава е временската рамка, па си во некоја фаза си се префрлил и во менторство. Како консултант, тешко ли е тоа лип трансформација теоретски? Па мислам дека природно доаѓа тоа, после определен број на консалтинг активности, дали е на ниво на проекти, организации, компании, гледаш дека ќе го направиш ти нештото, ќе воведиш некако систем, ќе поставиш на нозе или ќе направиш систематизација и ќе видиш дека тоа не е доволно. Може би му фали нешто на самиот предприемач кој што има таа компанија за да го направи чекорот плюс. И во тој момент ти ја менуваш капата, почнеш да бидеш ментор и веќе на лична основа. Така да тој премин, мислам дека со тек на време и со тек на искуство гледаш дека ти можеш да дадеш плюс и во моментов кој ќе се почувства тоа, можеш да го дефинираш како менторство, понатаму и како коучинг и како се развиваш ти како личност, така гледаш да се развиват и компанијата. Јасно. Значи, пак границата е во колку си ти инволвиран во помагањето на компанијата. Додека си консултант е со скоп. Тоа е во однос на тоа што треба да се сработи. Во ментор веќе малку инволвираноста твоја значително расте, бидејќи не е со зацртана рамка, туку е гледаш во точно кои области и каде треба да се помага. И сега спомна веќе коуч инвеститор ти се као следна фаза веќе, каде што многу повеќе си вклучен, бидејќи се знае, ако си инвеститор влеваш веќе и во финансиски ризик, па ако може и за тие малку само да ми кажеш. Па да, коуч веќе бара еден чекор повеќе од ментор. Значи, треба да има некоја методологија на коучинг. Во светот постојат такви, има и сертифицирани коучи. И тоа е дел кој што некои професионално го работат тука кај нас во... Да, минатата епизода беше баш со Глигор, тој баш зборуваше подетално за коучинг. Да. И иако имам поминато некои, да речеме, обуки за коучинг, моментално не се чувствувам спремен да водам коучинг, од аспект на искуство. Тоа е некоја трета фаза, да речеме, после менторство, меѓутоа ги спомна бизнис ангелите или инвеститорите како некој фокус, па у суштина бизнис ангелот треба да биде и ментор. Сега, што е разликата помеѓу ментор и бизнис ангел? Бизнис ангелот инвестира во компанијата, меѓутоа инвестира време во предприемачот. Кога ќе видите дека некоја компанија работи, можеби не работи солидно, меѓутоа има
добар тим кој што може да склопи добар производ, добра услуга и може да направи многу поголем успех. И гледате дека им фали, да речеме, мало на сочување, им фали некаква финансиска поддршка, тогаш може од аспект на да се пристапи како бизнис ангел. И како што спомнав, кога сте бизнис ангел, едно е да бидете ментор, бидејќи им помагате на предприемачите или на тимот кој што води, и тоа имате и определен финансиски ризик на вашата инвестиција. Така да таа комбинација на ментори и инвеститори е во суштина бизнис ангелот. Бизнис ангелот го препознава потенцијалот на предприемачот и со своето знаење што го пренесува, да речеме консалтинг, му помага да стигне побрзо до целта. Интересно. Значи, ако најдам бизнис ангел, тој ќе биде ми финансиски, ама ми менторски инволвиран во компанијата, зашто веќе има и личен интерес, што веќе вложил финанси, има дел учество во таа компанија. Јасно. Како е ситуацијата во Македонија? Мислам, има ли многу ментори, консултанти, бизнис ангели кои што не работат со држава, туку баш работат директно со компании со цел да му помогне или на предприемачот, или на собственикот, или компанијата да расте? Да, значи Македонија како пазар постои консултантство, менторство и бизнис ангели. Кај нас се уште, ќе почнеме на пример од консултантството, пошто ни е тоа главна тема на МК 2000. Се уште не е доволно развиена и препознаена како услуга помеѓу компаниите. За жал, се уште се користат некои субвенции, некои програми за да се искористат консултантски услуги во компаниите. Компаниите многу пати не ја препознават вредноста на консалтингот, меѓутоа еднаш како ќе го добијат, гледат дека има позитивни резултати, меѓутоа не сегогаш се спремни да го платат. Исто и за другите ситуации. Од друга страна пак ментор не е нешто што може да се плати или наплати. Тоа е малку, да речеме, недефинирана состојба и во Македонија има тип на менторство, значи секој може да си побара некој тип на ментор кој што ќе им помага. И јас лично и денеска го правам тоа, препознавам луѓе кои што се лидери во некои сектори и едноставно ќе им придеш, можеби не директно дали ќе ми бидете ментор, меѓутоа со самата комуникација можете да воспоставате врска и таа врска да прерасне во менторство. Така да менторство во секој случај зависи од индивидуалниот пристап ваш, ако сакате да го добиете. Консалтингот веќе ги кажав, да речеме, границите на тоа што се случува во Македонија. Коучи има во Македонија, работат повеќе од аспект на личен развој, отколку на бизнис развој. Тука има доста простор за развој. Бизнис ангели секако постојат. Уште не ни е јасна, да речеме, улогата на што е бизнис ангел. Многу пати мислат дека само ќе ставиш пари и заврши на твојата работа. Да, ја завршуваш. Баш СИД Македонија имаат група на бизнис ангели, околу 20 мислам, кај што се собираат како група на бизнис ангели, ама што прават повеќе, тоа стварно не знам. Да, ја скоро се зачленив таму, сакав пошто има неколку групи на бизнис ангели и не секогаш тие се формализирани. Меѓутоа, да, од она што го видов, фали тој дел на менторство. Значи, најчесто тие што се бизнис ангели обично имат и своји бизниси и се преоптоварени, да речеме, со своите активности и многу ретко посветуваат дел за менторство. Мене идејата лично ми е да го сменам. Сакам да најдам компании на кои што можам да им помогнем и како ментор и потенцијално како бизнис ангел.
Супер. Игор, дали има уствари некои критериуми за мене, јас сакам да бидам ментор или консултант? Консултант, имаме ли некои официјални? Официјални не верувам дека има Македонија, туку што треба уствари за да може некој да почне да менторира? Да. Вака, за консултант треба да имаш познавање, треба да имаш, не знам, универзитетска диплома, треба да имаш да посетуваш начин на има во рамките на МК2000 ние имаме Certified Management Consultant, значи тој е сертифициран консултант за менеджмент, кој што им помага на менаџериве да си унапредат компанијата. Така да од аспект на консултант за мене лично CMC е некој стандард кој што би требало да биде воспоставен кај нас во Македонија. Од аспект на ментор нема некој критериум, че ги кажавме тие soft skills, дефинитивно тие се учат и може да секој да се здобие со нив, и начинот на како да му се пристапи со тие soft skills. Значи има најразлични, не знам, обуки со кои што можеш да ги искористиш во менторирањето. Мене ми е интересен пристапот на NLP, Neurolingvistic Programming, кој што има доста алатки кои што можат да Помогнат. како индивидуа да му помогнеш на друга индивидуа да реши некој проблем. Така да кажав за консалтант дека треба да има некој критериум за ментор. Се уште е некоја сива зона да речам, меѓутоа убаво би било барем тие некои основни принципи на do not harm при самото менторирање. Принципи. Па да, етиката е многу битна во менторството. Едноставно да не се нанесе ништо, бидејќи менторството не е пак нешто што еве ти решение, едноставно му даваш поддршка на менторираниот да оди напред, да направи уште еднаш. Мислам, сакам да кажам и една разлика. Претходни денови имаше некоја полемика обуки и ментори. Ментор е некој кој што ќе те фрли во огнот. Значи нема да ти ги каже сите, меѓутоа може во тоа фрлање да ти каже да, пати се за ова и тере вака. И тоа може многу да ти смени. И многу пати од консултантите добиваме, значи, конкретно решение кој што може да го употребиме во компанијата, може и не, меѓутоа ако добиеме некакво решение од ментор, пак тоа нема да биде решение, туку тоа ќе биде некој нацрт кој што ти сам ќе го направиш како што ти одговара тебе. Јасно. Добро, ме интересираше бидејќи веќе работиш како ментор активно. Сигурен сум дека повеќето компании, бар јас што ги знам, би бенефицирале доколку имаат ментор кој што, знаеш, малку ќе им покаже, види во оваа насока треба или ајде да работиме, финансите се слаба страна, тоа треба да го јачиме, пазар ти е слаба страна, тоа треба да го јачиме, HR, човечките луѓе ти слаба страна, тоа треба да го работиме. И чисто ме интересираше како изгледа процесот. Мислам, ти сигурно не работиш со секоја компанија, треба да видиш првен дека и тие се спремни. И баш ме интересираше добро, значи еве јас доаѓам, заинтересиран сум за менторшип и ти треба да одлучиш дали е за консалтинг, дали е за менторшип, дали е фантастична можност, па сакаш и како инвестмент дури да влезеш. И чисто ме интересира што се случува во твојата глава низ тој процес на ова е премногу, ова не, ова е малку, или мислам како изгледа уствари тој процес? Неколку пати спомнав дека консултант има рамки. Да. И тогаш е многу лесно, знаеш што, како, очекувани резултати. И сега, ако влегуваме како консултант кој што треба да ја подобри, не знам, HR, продажба и технологија на производство, ти ги офаќаш тие три работи и работиш на тоа. Се договараш, не знам, ќе работиме 4 дена во месецот, тоа фаќа тогаш и тогаш, на тогаш и тогаш ќе добиеш тоа, тогаш и тогаш ќе добиеш тоа.
и во тој момент ти работиш со некоја компанија која што веќе значи обично консултантството можеш да го даеш на некоја понапредна компанија. Значи не Знае точно што проблем има и што сака да реши. Да. Во стартап можеш, меѓутоа мислам дека е релативно тешко. Освен некои основни, не знам, креирање на бизнис модел, некои активности. Меѓутоа, во моментов кога ја нема таа граница, ја нема таа кутија, тогаш ти почнуваш од тоа, ајде да видиме што има, како има, што може, кои се твоите јаки страни. И најчесто, например, кога ќе гледаш компанијата, може изгледа идеално, меѓутоа кога ќе влезеш внатре, кога ќе видиш дека тој предприемачот се бори со финанси, мислам на сметката, на завршна сметка му стои дека има толку и толку милиони, меѓутоа тие милиони ги нема никаде. Зошто лош Бизнис на хартија и бизнис во реалноста како се. Да, лош кеш флоу. Океј. Ајде да видиме што можеме да средиме. Прво коучинг. Слушај, кеш флоу, ова, она. Значи прво треба значи тука имаш дел на менторство, да кажеш дека малку и тој треба да се доедуцира што е финанси, што е приходи и расходи, што е прилив одлив, што е значи некои генерални насоки на каде да оди. После ти можеш да влезеш и да речеш окей, ајде да направиме финансиски систем кој што тебе ќе ти покажува колку ти колку должиш преглед. Да, и тоа е веќе дел на консалтинг. Можеш да направиш ти и да речеме и цел CRM систем си има случувано. Како консултант правиме CRM систем, еве ти систем за да можеш да ги менаџираш своите клиенти. Меѓутоа проблемот е што самиот предприемач не може тоа да го стави во погон. Зошто? Бидејќи луѓето кои што се за продажба работат и нешто друго. И тоа другото му е полесно отколку, значи нема систематизација, нема така да се шири скопот. Ти гледаш, окей, ајде да го решиме проблемот со систематизацијата. Еве ти човек кој што ќе биде дедициран за продажба, тој треба да води делов на CRM. И сега тука се испреплетува, да речеме, консалтингов, кој што ти можеш да го шириш и да го стеснуваш скопот, меѓутоа секогаш има некоја нишка на менторство, за да увиди и самиот предприемач кои му се неговите слаби страни, кои му се слабите страни на тимот, што може да подобри, што може да најди, да ангажира човек и тоа е пак некој процес. Јасно. Мислам дека тоа убаво Игор се врзува со тоа што на почетокот го кажа sustainability, бидејќи ако направи скоп и проект CRM, ти ќе го направиш и се, ама после ако не земиш менторски да му покажеш на луѓето и како да го користат и како да се инкорпорирани с постоечката инфраструктура во компанијата, ќе биде имате ли CRM? Да, ама не го користиме, си стои таму настрана и како консултантски завршена работата, имат CRM, ама те сваќам дека всушност за да биде sustainable тој дел, мора да се влезе малци и во меѓучовечките односи и поставувањето со цел да се абсорбира тој нов дел во компанијата со цел да може да функционира. Да, значи консалтингов е релативно тешка работа. Значи некојаш треба и сам да го најдеш скопот. Од друга страна пак менторството е може само да му кажеш, може некогаш не треба да им се даде CRM на луѓето. Зошто ти може да биде прекомплициран за нив или да не им одговара на може треба сами да го направат. Че има милиони опции. Ти треба само да му покажеш зошто му треба и како тоа ќе му подобри продажбата. И толку. Сум гледал во компании кај што имат платено илјадници евра за софтвери кои што и ден денеска не ги користат. Зошто? Оти мислеле дека им треба, меѓутоа не им влегува во нивната култура на работење. Така да можеби некаде ќе завршиш работа со еден Google Sheet или Excel и повеќе од тоа отколку да воведување на цел комплексен систем за Да. И од тој аспект менторството е битно, меѓутоа
не секој може да биде менториран и не секој може да биде ментор. Јасно. Игор, јас го гледам дека и времето ни е при крај, сакав само да прашам за крај, каде усвари може да те пронедат слушателите доколку сакаат да те прашат нешто дополнително, дали за консалтинг светот, дали за менторинг светот или за останата соработка, каде најчесто се вртиш на онлайн светот? Па добро, значи јас сум на LinkedIn, Facebook, Twitter, највеќе можат на Gmail да ме најдат, mishevski@gmail. Да, или igor@impactventures.mk. А додека на LinkedIn и на Facebook со Мишевски може да ме најдат и на двете платформи. На Twitter сум исто Мишевски, така да веројатно од каде да тргнат може да ме најдат, може да ме прашат, било можам да било каква подршка. И да. Да, јас лично да те побарам исто за менторинг, бидејќи како консултант веќе соработуваме на неколку проекти заедно и знам дека баш таа вредност дека и човечките односи треба да се запазат, не е само скоп и проект, туку со менторингот се влева и во дообразување, па како што кажа некаде треба и обука да се направи со цел да биде сеопфатна помагањето, бидејќи на крај на денот и консултант, и коуч, и ментор, и инвеститор, сите имаат иста цел, како да се помогне на компанијата да расте всушност. Игор, јас сакам формално да ти се заблагодарам што ни беше гостин на оваа програма. Се надевам дека тие што слушаат дека малце се расчисти консултант, ментор, зошто всушност приватниот сектор, компаниите треба да бараат и консултанти и ментори, и се надевам дека доколку некој е заинтересиран, ќе влезе во контакт со тебе, па да те контактира. Фала ти, Данчо, на поканата. Ти убаво кажа, мислам, ние соработуваме. Ја сакам само да додам една реченица, дека менторот најчесто не е само ментор, пошто и менторираниот му е ментор на ментор. Мислам, ова може чудно звучи, меѓутоа многу пати врската е двострана. Еднаш ти благодарам за поканата, за интервјуто. Се надеваме дека ќе се гледаме почесто. Секако се гледаме. Тоа е тоа. Имајте убав ден сите. Се слушаме во следната епизода.